Следува разговор во студиото, почитувани, и тоа разговор со градоначалникот на општина Центар во град Скопје, општина која што може за среќа да се пофали со 283 бебиња родени минатата година и да се надеваме дека овие новороденчиња ќе прераснат во здрави, млади, умни луѓе кои што ќе останат во Македонија да живеат и да творат. Добар ден, господин Герасимовски, добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата, поздрав до вашите драгоцени гледачи. Некако бев испровоцирана да го почнем разговорот со ова, дека безмалку 300 бебиња се родени во општината, што е релативно добра бројка. Да, и е за поздравување. Ние секоја година како општина покрај многуте проекти, субвенционирање на одредени социјални групи, меѓу кои најмладите, доделуваме 7.000 денари за секој новороденче во општината. Тоа не е практика во последните години и ќе продолжиме со истата и во иднина, со тоа што и ќе планираме да ги зголемуваме буџетските средства. Инаку нашата грижа, поготово за младите, за нашите најмали жители во општина Центар е огромна, почнувајќи од грижата за нашите градинки, кои што континуирано се реконструираат. Градиме нова градинка во населбата Пролет, една од инклузивна, модерна градинка, која што ќе биде, секојаш кажувам, и наликум на основното училиште Киро Глигоров, која што е една од најмодерните во општината и во државата. Продолжуваме со многу проекти за младите и во наредниот период. Се договаравме за едно, ама сега ја гледам па и позадината на разговорот. Бидејќи сме кај младите, ќе продолжиме на оваа тема. Општина Центар блесна во новогодишните бои. Да, целта ни е да ја разубавиме општината, поготово за вакви убави празници, да ги устрекиме и најмладите, но и повозрастните. Сите ние се радуваме на оваа убава атмосфера. Токму така, минатата година поради енормно високите цени на електричната енергија имавме скромно украсување во општината, но оваа година одвоивме финансиски средства преку ребалансот кој што го имавме изминатите месеци и со скромни средства и оваа година ја разубавивме општината на неколку локации, почнувајќи од општинскиот двор, продолжувајќи на улицата Бојамска 1 и 2, имаме поставено повеќе елки и реквизити новогодишни, дополнително во паркот во Капиштец, против Цветен пазар, сквер Јадран и така натаму. На повеќе локации во општината успеавме да ја доловиме новогодишната атмосфера. Ќе се вратиме повторно на оваа тема, но да продолжиме кога веќе ја спомнавте енергетската криза. Општина Центар почнува да размислува како да им помогне на граѓаните да сватат дека треба да се посветиме на зелената енергија. Отворивте, мислам дека сте прва општина, отворивте енергетска канцеларија за информации за енергетска независност. Токму така, пред неколку месеци е основано и второто јавно предпријатие покрај паркинзи на општина Центар, е оформено и предпријатието Енергија Центар. Целта ни е да на сите наши објекти кои што се под капата на општината поставиме фотоволтаични централи, се со цел да штедиме во делот на електричната енергија, односно во сметките кои што беа енормно високи и сега се со исто така високи. А сите оние средства кои што ќе остануваат да ги пренамениме исто така и за училиштата, но и за јавно добро, повеќе зеленило, повеќе паркинг места и повеќе убави содржини во самата општина. Сме првенец во ова и верувам дека ќе бидеме и пример општина која што станува и енергетски независна општина. Целта ни е да и преку оваа енергетска канцеларија која што се отвори минатата недела, имавме работилница каде што се слушаат идеи и предлози од и стручни луѓе и луѓе од областа, од невладиниот сектор, се со цел да ги подготвиме оние брошури кои што ќе бидат поставени во истата. Голема благодарност на Фридрих Еберт која што ни е огромна помош изминатите години за изминатата година, поради тоа што и толку време ни требаше за да основаме јавното предпријатие. Направени се одредени брошури во кои што се опишува начините и чекорите за оформување на ваков тип предпријатија, за да општините кои што ќе го следат примерот не губат време како нас да лутаат по повеќе институции и губат време за да основаат едно вакво предпријатие и сакаме да бидеме пример за сите останати. Можам да кажам
И еден податок, во моментот исто така се подготвува и спецификација за една јавна набавка за поставување на фотоволтаични централа на основното училиште Киро Глигоров. Дополнително имаме поставено во една градинка и тоа што увидовме изминатиот месец од кога се пуштени фотоволтаичната централа, сметките од 13-14.000 се намалени на 5.000 динари. Целта ни е да ги намалиме сметките, но и вишоците кои што ќе остануваат од електричната енергија да ги продаваме и од нив средствата ги пренамениме за други цели. И на крајот на криштата и да ја општината да биде и еколошки и поздрава, бидејќи ја користиме природната Значи, енергија. покрај тоа што штедиме финансиски средства и ја заштитуваме и животната средина од загадување, во канцеларијата која што е отворена, целта ни е, како што кажав, да граѓаните може да се информираат и за сите оние проекти кои што ги спроведува општината и што субвенционира во делот на кровови, лифтови, фасади, но и за самите фотоволтаици кои што планираме да ги развиваме во општината. Мислам дека сте единствена општина која што има две јавни предпријатија сега за сега. Па од скопските да, инаку градовите имаат и по неколку. Така. Кога сме веќе кај овие две јавни предпријатија, значи ова последново кој го отворивте енергија центар, а на паркинзи на општина центар му ја зголемивте дејноста, ја проширивте дејноста, доби уште една обврска да се грижи за комуналното предпријатие, односно нашите така и за хигиената во хигиеничари кои што се во голем број, имаме 110 хигиеничари, со сигурност највеќе од сите скопски општини. Тука имаме и поделба на ингеренциите со градот, каде што градот има негово комунално предпријатие, е задолжено за уредување, чистење, средување на булеварите, а наша должност како општина е грижа за внатрешните улици, градот се грижи за контењерите и слично, ние ги поставуваме оние помали канти, кои што утеки таква набавка и канти клупи кои што до нова година ќе се постават низ општината. Грижата за јавното предпријатие паркинзи на општина Центар е стар проблем кој што бараме начини да го решаваме. Секоја метропола, секој центар има проблем со голема фреквенција на луѓе и тука настанува проблемот со паркирањето, а и поголемата грижа за хигиената, поради тоа што и самата фреквенција на луѓе прави да хигиената се грижиме многу повеќе за хигиената и затоа имаме и толков број на хигиеничари кои што водат грижа за хигиената во општината, но секогаш во разговор со граѓаните бараме и нивна помош, поради тоа што грижата е заедничка и треба сите заедно да се грижиме за јавното добро. Во делот на паркирањето направивме неколку измени во делот на издавање на дозволи за градба, каде што ги отстрануваме во минатото кој што ги предвидува оние клацкалки, а тука го прават дополнителен проблемот со паркирање, поради тоа што треба да има број на паркинг места колку што има и број на станови, но тоа во минатото ретко се случувало и затоа настана овој деценијски проблем кој што продолжува и бараме начини да го решаваме со зголемување на бројот на паркинг места и барање на локации за изведување на нови монтажни гаражи кои што не се планирани во најбрз можен рок, а тоа е во Капештец. Сите оние дозволи кои што ќе се даваат во иднина преку одлука на Совет, првично ги скративме делумно, но сега планираме целосно да бидат скратени, односно да не се издава дозвола доколку нема доволен број на паркинг места во објектите кои што треба да бидат нови градби. Но ви се случило ли никогаш, да речеме, да се фиктивно нацртани тие паркинг места под објектот? Имаме дополнителни контроли, од која јас сум градоначалник, после неколку месеци направена е дополнителна комисија која што е составена од правник, урбанист и јас лично кој што учествувам во комисијата, за да и дополнително се прави увид покрај инспекторите на терен и ние да правиме увид што е тоа што се случува во текот на градбата, дали се ископани јамите како што треба по проект, дали се две нивоа, едно ниво, значи го следиме целиот проект, односно решението издадено за градба, тоа што е нацртано издадено од општината да биде истото прецртано и на терен, се со цел да ги спречиме овие појави кои што се појавувале во минатото.
Граѓаните на жителите на општина Центар знаат да ги поздрават сите ваши акции кога сте излезени на терен, а тоа е многу често, мора да признаеме. Таков беше случајот и пред неколку месеци со затворањето на градилиштето позади универзална сала. Така што верувам дека таквите активности не само што се за поздравување, туку и влеваат надежка и жителите на општина Центар дека навистина некој се грижи за општината. Целта и на комисијата е да имаме што поголем увид и оние несовесни инвеститори во минатото кои што правеле хаос низ општината, го целосно го стопира. Сега за сега можеме да се пофалиме дека има резултати и дека се почитуваат сите издадени решенија со исклучоци, секогаш има исклучоци, но секогаш има и проблеми кои што ни се наследени, па бараме начин да ги решаваме, кои што се останати со децении, односно непуштени згради во потреба поради X причини, односно несовесно градење. Каде што нема доволен број на паркинг места, тоа е главниот проблем во општината или нефункционални паркинзи. Следно што го планираме, меѓу другото, и да изнајдеме можност преку одредени правилници да ги задолжиме инвеститорите да го зголемуваат бројот на паркинг места, односно заедно со купување на станот има задолжително и едно паркинг место кое што би влегло во цената, се со цел да бараме начин да го решаваме овој повеќе деценијски проблем со кој се соочувала општината. Ако сакат да се луксузираат со 2 возила, за второто нека си платат. Па, искрено, како што кажав, општина кај што има најголема фреквенција и на сообраќај, паркинг местата цените се енормно високи во момент. Веројатно така и треба да биде. Она што, кога сме веќе кај градбите, она што мора да ве прашам, тоа е треска и висококатниците кои што се најавени таму. Иако деновиве многу е поголема галама, поголема гужва се крена околу едни други згради во една друга општина, но и за треска имаше коментари дека се тоа огромни згради, дека се тоа огромен број на жители, имали потреба од толкави висококатници во општина Центар. Во таа друга општина има висококатници, иначе на површината на треска во Важичкиот дуб кој што е одамна донесен, имаме ниски згради, 5+4, 5+5, немаме висококатници, но има голем број на згради на таа површина. Ние водевме огромна борба и со инвеститорите, се со цел да се изнајде подобро решение и да се урбанизира просторот, но за жал, поради тоа што требаше да се вклучи и градот, односно со регулација да се одвои тој простор кој што на треска кој што спаѓа во дупот Буњаковец, кој што е еден од поголемите дупови во општината, меѓу најголемите, за да имаме можност за брзо носење на нов дуп. Но за жал не добивме согласност од другата страна и немаме можност да преку регулација го менуваме дупот, а ние како општина мораме да го почитуваме законот како и за сите работи, така и за ова, кој имаме дуп, тоа е на ниво на закон и ние немаме целосна можност да стопираме некого да не гради ако имаме важички дуп. Но бараме начин да самите инвеститори кои што не само на парцелата на треска, туку на секоја нова градба да помогнат во делот на урбанизирање на просторот, да донираат одредена урбана опрема, одредено зеленило кое што би го разубавило тој простор каде што се гради. Имате и акции за садење садници, озеленување на општината, што исто така за поздравување, со оглед на тоа што е најасфалтната, веројатно најурбаната и најбетонизираната општина во градот Скопје. Кога веќе спомнавме дека се грижите. Тука ние градски парки имаме. Да, тоа е привилегија. Тоа е привилегија во секој случај. Што има простор да се поставува, зелен појас се поставува. Да, тоа сакам да кажам. Се садат нови садници. Во делот на и кај Холидеј имаме донација на огромен парк кој што е површина колку и плоштадот, бараме верувам начин. Верувам дека граѓаните има можност да видат дел од фотографиите, да покажат. Каде што се гради да имаме соработка од страна на инвеститорите и заедно помагаат во урбанизирање и раззеленување на средината каде што се гради. И пред крај на разговорот да споменеме дека не само што се грижите за младите, значи за најмалите, за младите луѓе, се грижите и за највозрасните во општината.
еден од начините е тоа што веќе втора година поред им помагате на луѓето на пензионерите со пензии до 20.000 денари, им давате еднократна финансиска помош за, како што би рекле вие, да ги пречекаат празниците така, малку финансиски по-стабилно. Мојата и нашата грижа и како тим на луѓе кои што работиме во општината е да бараме начини да секогаш излегуваме во пресрет на нашите жители. И оваа година преку ребаланс одвоивме околу 3 милиони денари кои што ги наменивме за нашите повозрастни жители. Направивме еден просек, пензионерите со пензиски примања од 20.122 денари им доделивме еднократна парична помош од 2.000 денари. Бројката целосно се исполни со истекувањето и на самите рокови. И една активност која што планираме да продолжиме и во наредните години. Нашата грижа за повозрастните жители, она што се договаравме во предизборието, во отварање на нови пензионерски клубови и све останато е реализирано. Имаме одлични контакти и соработка со нашите пензионери, издружение на пензионери, но и со борците. И истата ќе продолжи и се продлабочува во наредниот период. Инаку сме општина не само што е прва која што е накитена и убаво разубавена за новогодишните празници, општина која што и планира одредени активности од 13, односно од утре до 27 имаме одредени базари во трговскиот центар Рамстор, каде што нашите ученици од основните училишта, па дури од градинките, ќе имаат одредени базари и настапи. Ги поканувам сите граѓани кои што се во можност да ни се приклучат во дружбата. Дополнително планираме да настане 27 во близина на италијанската амбасада, каде што ќе имаме джез група која што ќе има настап на 27, а на 28 планираме настап на Боемската улица, каде што и секоја година и оваа година ќе донираме пакетчиња за нашите дечиња во основните училишта и во градинките, но и дополнително ќе имаме еден скромен вечерен концерт. И сето ова се прави со нашите пријатели, односно не се прави со буџетски средства и средства на граѓаните, туку се средства на општествено одговорни компании кои што втора година поред ни помагаат во организација и на настани, но и донирање на пакетчиња за нашите најмали жители во општината. Имате ви уште што многу да кажете, ќе се видиме ние до нова година веројатно. Секако дека имам уште многу проекти кои што ќе ги говориме во следна прилика. Ви благодарам за гостувањето во денешната емисија, ви посакувам успешна и плодна работа.